Дуи како да исчезна по изборите, Алфа неофицијално дознава дека интегративците се зафатени со внатрепартиски проблеми и обид да ги задржат сите 19 пратеници кои ги доби коалицијата Европски фронт. Според познавачите, ваквата ситуација е очекувана бидејќи се појасно е дека Дуи заминува во опозиција, што целосно може да ја промени состојбата како во коалицијата, така и внатре во партијата. Реално во Дуи можно е во овие денови отколку ќе преминат во опозиција да имаат партиски превирања, бејќи не можат да се померат, но и не очекуваат дека ќе бидат опозиција и покај тоа што според нив победија кај албанскиот блок. Албанската опозиција е гладна за власт, Дуи се испијанија од власта и мислам дека ќе им биде добро ако останат во опозиција и да се реформират, ќе биде добро и за нив и за државата. Новинарот Џенури Сени смета дека кај Али Ахмети постои страв дека неговата коалиција ќе биде ослабена во наредниот период, односно дека дел од пратениците од другите партии ќе преминат од страна на власта. Од 19 пратеници кои засега ги има Европскиот фронт, дури 9 не се од Дуи. Можно е после изборите кога ќе преминете во опозиција и се шпекулира во партиските колуари дека некои коалициони партнери од помалите заедници можат да му бегат, односно да се трансферираат кај партијата на Мицевски. Се едно би им било на Мицевски дали ќе им се придружат некои пратеници од Дуи или не, но тоа е проблем за Дуи, не е проблем за Мицевски. Последниве денови реториката на Дуи и Европскиот фронт е жалење поради одлуката на ДИК да се прегласува на 7 избирачки места, зашто на Facebook пишува и Бујар Османи во објава дека имал средба со амбасадори. Се сретнав со амбасадорите на САД, Германија, Обединетото кралство и Холандија. Изразив загриженост за компромитирање на изборниот процес со самоволните одлуки на Државната изборна комисија, со цел да се украде изборната волја со правење политички инженеринг со одлуките за прегласување. Алфа запраша неколкумина од пратениците од коалиционите партнери дали планираат во собранието да продолжат заедно со Дуи или можеби како независни. Одговори добивме од Бејџан Илјас и Сали Мурати кои велат дека остануваат дел од Европскиот фронт и не размислуваат за независен настап во собранието.